Пред само 2 дена партиите од владеачката коалиција покажаа дека немаат никаков проблем да ја изгласаат доверба на владата на Груевски и Ахмети. Она што јавноста очекува е истиот капацитет кој го покажа да ја зачуваат владината коалиција, да го демонстрираат и при решавањето на отворените проблеми кои тие самите ги создадоа. Денес сме сведоци дека на дело продолжува нивната фингирана битка. Во Комисијата за труд и социјална политика Талат Джафери, кој беше прилично гласен во петокот, кога се изгласуваше доверба на владата, повторно замолкна и денеска ја блокираше работата на комисијата. Дополнително, повторно не гледаме иницијатива за разрешување и на отворените прашања кои ја блокираат работата на институциите, злоупотребата на децата во училиштата, ниту пак заштита на единството на командата во армијата. Станува прилично нелогично како тоа ВМРО, ДПМН и ДУИ успеа да најдат заеднички јазик кога се работи за зачувување на нивните фотели, а не можат да најдат заедничко решение за проблемите кои самите ги создадоа. Јавноста очекува, кога веќе стана јасно дека постои договор помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ, кога коалицијата јавно демонстрираше единство за да престане понижувањето на државните институции на штета на сите граѓани. Господине Груевски и господине Ахмети, по јавно демонстрираната меѓусебна доверба, која ја покажавте соочени со гласањето на доверба на владата, граѓаните очекуваат истиот тој капацитет да го искористите за да ги прекинете вашите меѓусебни подметнувања, да престанете со манипулациите и да покажете капацитет за решавање на проблемите кои ги создадовте на граѓаните. Благодарам и доколку имате прашања, повелете. Тоа е обична небулоза. До кога законот не толерира вакво однесување? Значи, тука имаме класично кршење на законите. Ние практично сме доведени во ситуација каде што двете партии на владината коалиција ги блокираат институциите, нешто што е незапамтено. За Скопје, како и за сите други општини во Скопје, кандидатите ќе бидат промовирани на 28 октомври. Она што можем да ви го кажеме дека постапката согласно статутот на СДСМ почнува утре. И било какво прејудицирање на постапката во Демократска партија како СДСМ може да нанесе само штета. Има повеќе опции, има неколку кандидати во СДСМ кои може да бидат и добри кандидати и да победат на избори и да бидат градоначалници на Скопје со кои градот ќе се гордее. Тоа дефинитивно нема да биде Црвенковски. Црвенковски е председател на партијата, нивото председател на СДСМ е сепак многу повисоко од сите оние функции кои вие ги спомнавте. Благодарам.